Добредоште во новото издание на подкастот XYZ. Јас сум Димитар и со моите колеги од Фондацијата Импактнет продолжуваме да го промовираме Зелениот договор на Европската Унија. XYZ не представува нас, новите генерации, кои што имаме нови визии за зелено општество. И во ова ново издание на подкастот XYZ имам интересен гостин и интересна тема. Останете со нас до крај. Зелениот договор на Европската Унија е амбициозен план за превенција на климатските кризи и промоција на одржлив развој. Во овој процес, граѓанскиот активизам има главна улога кон трансформација кон зелени општества. Граѓанскиот активизам создава свесност и ангажман кај луѓето за критичните проблеми поврзани со климата и околината. Преку информирањето, граѓаните стануваат свесни за важноста на одржливите животни стилови, но и промени во индустријата и економијата ќе го намалат загадувањето и ќе ја зголемат заштитата на природата. Граѓанскиот активизам ги стимулира владините органи да действуваат соодветно. Исто така и ги инспирира да продолжат нови закони што ја штитат животната средина и ја поддржуваат одржливата енергија. Многу е важна активната улога на граѓанските организации и локалните заедници во имплементација на проектите и програмите кои што го поддржуваат Зелениот договор. Тоа е начинот да ги подобрат условите на своите заедници и да ги вклучат зелените практики во своите секојдневни активности и визијата за одржливо и зелено општество. Со нашиот проект XYZ или Зелените амбасадори вршиме активна промоција на Зелениот договор на Европската Унија и Зелената агенда за Западниот Балкан. Неминовно е да имаме луѓе, активисти, граѓански активисти, поборници за зачувување на животната средина и од низата протести против урбаната мафија, против рудниците кои што сакаат да наштетат на нашата животна средина, загадувачите кои што се присутни на секаде низ општините во Македонија, можете да го видите на низа настани како голем и несебичен поддржувач на протестите, граѓански активист, подолго време беше и советник во општина Гази Баба и драго ми е што денес го имаме за гостин. Дени, добре дојде во нашето студио. Дејан Димитровски, така официјално, јас те викам Дени, затоа што те знам како соборец, што се вели од зелената идеологија, борбата за зелени општества. Како си? Јас сум супер, благодарам на поканата. Иначе да додам, доаѓам од Зелените од Гази Баба. Така, тоа е ново формираната организација која што сега многу уште поактивно ги застапуваш сите овие вредности. Долги години беше малку и во политика и како граѓански активист, но сепак остануваш на браникот на одбраната што се вели на она што е зелена идеологија и борба за зачување на животната средина. Да, пред 17 години одлучив да се вклучам. Тогаш проработе тоа зеленото кај мене. Барав некоја зелена опција да се вклучам. Тогаш мојот избор падна на партијата Дом, како единствена зелена опција во Македонија. И одлично функционираше тој период, таа партија ги застапуваше сите зелени идеологии. Во меѓувреме падна одлука, од партијата да ме кандидира за советник во општина Гази Баба. Меѓутоа, во периодот додека бев советник за тие 4 години, поради некои промени во партијата, одлучив после 2 години од, така да кажам, членувањето во Советот, одлучив да станам како еден вид независен советник. Продолжив сам. Едноставно, и мислам дека тогаш излегува, како да кажам, најголемите резултати на терен, со граѓаните заедно, борба за зелени идеологии,
Не дека претходно, значи немаше, не можам да ги заборам ти убави времења претходно партијата, значи кога буквално се залагаше за тие зелени идеологии, меѓутоа после тоа се сменија некои работи и затоа и мојата одлука падна да продолжам сам како независим. Така, во крвта некако во гените на граѓанските активисти, без разлика дали се и во политичка партија и со некој мандат, нели, сепак е да не значи да се биде климат со главата на секоја одлука на партиските лидери. Ти имаше голем предизвик со тој момент кога едноставно не продолжи да климаш со главата не само на партиски лидери, туку и на некоја коалиција што била и сето тоа си носи своји предизвици, верувам дека кога едноставно човек има свој став и си го одбранува ставот или ставот кога е насочен кон зачувување на природата наспроти интересите на мокници. Ќе бидам реален, тешко е да се биде советник во општина, бидејќи не секогаш од советникот се бара да размислува со своја глава. Значи, тоа е реалност, тоа е факт. Јас го немав тој проблем од сам почеток, меѓутоа со тек на времето почнаа тие притисоци, буквално партиските активности бараат да буквално да ги поддржуваш во секоја нивна одлука. Ја едноставно се одвоив од другите советници, повеќе го немав тој проблем, продолжив сам да работам и тогаш граѓаните препознаа буквално вистинската вредност. Се гледа кој размислува во интерес на граѓаните. Кога се носи одлука во совет, секогаш е партија, значи со 12 советника, сите гласаат заедно за или па ако е во спротивно, другата партија гласа против. За моите 4 години ниту во еден случај не се најде советник од една партија да гласа различно од другите колеги што гласаат, например, дали за или против. Така. Да, меѓутоа моите одлуки беа, се знаеше, некојаш беа од оваа страна, некојаш од друга страна, тоа е, и мислам дека тоа е многу важно, да во иднина се повеќе има независни советници во самите совети, бидејќи буквално вистински ги застапуваат интересите на граѓаните. Јасно. Дојдеш од Гази Баба, така, тоа е влезот на Скопје, така, но неминовно е да се спомене дека загадениот воздух во Скопје некако како зимскиот период само да е актуелна тема. Што мислиш, го преспиваат ли општините, политичарите, градоначалниците на сите тие општини на градот Скопје останатиот период од годината? Што се случува во Скопје актуелно во поглед на борбата против тој загаден воздух кој што веќе децени наназад останува за рак рана на градот? Со самото прашање го донеси одговорот. Буквално, кога веќе толку години го чувствуваме истото загадување, тоа значи дека нема доволно промени во тој дел. Ние како активисти се залагаме цело време, што е во наша можност да смениме нешто, меѓутоа знаеме дека секогаш решенијата се во партиите, во институциите што треба нешто да променат. Ние како активисти не сме задоволни од напредокот, секогаш ќе бидеме тие што ќе буткаме, што ќе притискаме, што ќе бараме повеќе промени и како што кажам, значи не сме задоволни, сведоци сме дека секоја година сме еден од најголемите, најзагадените градови во светот. Значи со тоа искрено сакам да кажам дека нема променето ништо во тој дел. Со жалосно е, мислам, знаеме дека загадениот воздух буквално да тргнеме од најмладите па до најстарите, буквално сите граѓани се погодени од тоа, се работи за здравје на еден човек, каде што највеќе треба сите буквално да обрата внимание, меѓутоа за жал тие бизнис интереси и партии буквално не го чувствуваат тој изгледа, таа потреба да ги спасат граѓаните да може да дишат чист воздух. Покрај, ако на топ првото место го ставиме загадениот воздух во Скопје, кои се најгорливите проблеми моментално во Скопје, во Гази Баба, од еколошки аспект? Па корупцијата е најголем проблем во функционирањето, значи за да може да имаме здрава животна средина, според мене, јас лично моје убедување, дека е најважно да се реши проблемот со корупцијата. Ќе кажам, пред некој ден давав интервју за еден вестник, моје мислење е дека доколку би се спречило корупцијата,
Ние Само имаме извини, корупцијата како проблем е феномен кој што е можеби поголем. Дали мислиш на корупција во носење на одредени одлуки кога треба да се издаде некој решение или дозвола од А или Б интегрираните дозволи, за да нели се скрати можноста во да однос загадува на или законите, значи не би кажал дека имаме премногу лоши закони. така? Значи сиве овие години дел од некои пратеници, партии пробува и проба да донесат некои добри закони, да речам. Меѓутоа, самото спроведување на законите го имаме проблемот тој. Затоа што многу пати сум поднал барање и до полиција, до МВР, дали некогаш некој службеник од МВР, они имаат членови по кои може да постапат да казнуваат граѓани. Значи, ден денеска полицаец не знае по кој член може да казни некој граѓанин. Ова е, мислам, ова е од најниско ниво, сакам да кажам. Казните ги гледаме како завршува, значи за големи загадувачи, дека идат низ тие судски лавиринти, значи се носат најмали казни за загадувачи. Буквално самото спроведување на законите не носи на ова ниво каде што секој утре ќе рече па зошто ја да не загадувам кога лесно ќе поминам. Ќе кажам една, стално ја кажувам оваа поента, читав за еден голем активист од Англија, во вестникот Guardian, мислам дека беше пишал. Вика, Џон во Лондон своето ѓубренце хартивче го носи 100-200 метри да го фрли во најблиската канта. Истиот Џон, кога престојува во летно време на островите во Грција, например Миконос, тој истиот Џон знае и да крши канти, да повраќа по улица, меѓутоа таму не е казнет. Бидејќи он има нели тие закони за туристите. Има чичко во општина, во полиција. Не, туристите ги заштитуваат, немаат казни големи за да ги казнуваат. Сакам да кажам дека истиот тој Џон сака да каже каде што има закон, тој е примерен граѓанин на една држава. Каде што законот, значи ќе му се пише казна и таа казна утре ќе мора да плати. Кога истиот Џон ќе отиде на друго место каде што не го фаќа закон, многу пати ќе слушнам до народот е. Јас гарантирам дека не е до народот. До справедливоста на законите. Сведоци сме дека стално исто тоа го кажуваме дека ѓубрето го носат од други држави, кои ќе поминат Македонија после граница, одма после 100 метри го фрлаат. Тоа е таа навика на граѓаните затоа што знаат дека неказнивоста поминува. Дека многу лесно ќе се извади од било каква казна, дека ќе помине неказнето. Таа корупција е најголем проблем за мене, за да може да функционира све во однос на животната средина. Некои други предизвици во поглед на животната средина во Газибаба, еве конкретно. Знам, се сеќавам, имавте некоја депонија снимено пред година-две. Дали е тоа решено сега или надминато? Борбата најголема, зелените од Газибаба што е водата е со Врдариште. Врдариште е затворена депонија повеќе од 20 години, меѓутоа се уште функционира. Буквално цело Скопје се уште фрла таму отпад. Ете, нема казни. Како се реши Дрисла исто? Дрисла се функционира како... Дрисла е сосема приказна. Дрисла е полулегална, да кажам. Сега тоа е друга тема како функционира Дрисла со тие закони. Зборам стрикно за Врдариште, бидејќи таа депонија се наоѓа во Газибаба. Голема е борбата со таа депонија да се затвори, бидејќи нели потребни се големи средства. Информацијата е дека треба негде околу 40 милиона евра да се изврши таа ремедијација на таа депонија. Таа депонија буквално сите граѓани од цело Скопје го чувствуваат тој проблем од таа депонија. И многу пати ги прашувам и во институции, политичари, што се проблем 40 милиона евра, ако вклучиме тука веќе кога збориме за пари, значи загадување, проблеми со заболувања, отсуство од работи, значи кога би се ставиле сите параметри, ние ќе бидеме во ќар за 2-3 години, ќе ги исплатиме сите тие загуби. Значи ја не гледам никаков проблем во парите. Проблемот е што институциите не се заинтересирани. Најголема борба е во Газибаба со таа депонија и исто така како на индустријска општина, нели, знаеме загадувањето во индустријата и со индивидуалното, нели. Огромни индустријски капацитети кои Да. што се на самиот влез во Скопје. Исто морам да кажам и со загревањето, нели, имаме проблем. Поголем дел каде што живеат, нели, по социјално загрозени семејства. Знаеме дека тие користат, нели,
средства за грејење што не се дозволени, меѓутоа тоа пак е институционално прашање што треба да се реши. Тука веќе нели и социјалното треба да Праведната транзиција кај нас. праведната транзиција, браво, да. Да. Добро, што е со паркот во Газибаба исто? Како е заштитен? Нападнат е од сите страни некако? Урбанизацијата му се случува и него или? Тоа веќе спаја ја како нели тоа ќе кажаме борба со урбана мафија. Затоа што те гледам не само во Газибаба, тебе и на протестите, беше и сега во Карпош, знам најново. Да, јас сум сегде присутна буквално. Не себично споделуваш поддршка кон Значи сите каде што зелени. има нели проблеми со рудници, проблеми со мини хидроцентрали, буквално цела Македонија, каде и да има протест за животна средина, јас сум таму, значи присутен сум буквално на секој протест. Поддршката е потребна, верувам и доста значи за луѓето од сите тие општини. Апсолутно, ние гледаме да ги анимираме граѓаните, морам да бидам, нели се договоривме да бидам искрен, многу време трошиме на анимација на граѓаните, кога се работи за некој сериозен проблем во животната средина, ги повикуваме граѓаните да се придружат, бидејќи ние настапуваме со факти. Меѓутоа го имаме тој проблем, бидејќи едноставно граѓаните не сака да се приклучат на тие протести. Знаеме зошто многу пати Подзаспани за својата животна средина. Да, многу пати искрено ќе ми кажат не сака да бидат видени, дел се партиски активисти, дел се поради не знам зошто, не можам тоа да го објаснам. А ист воздух Се работи дишеме. ист воздух се работи за нели заштита на најбитните на своите деца, кога ти не кеш да барем да поддржиш некој. Ние сме имале случаи кога протестираш, ти излегуваат од кола и те бркаат буквално за побрзо да се вратат дома. Мене ја тоа не можам никогаш да си го објаснам. За силата на здружени граѓани ќе разговараме во вториот дел од овој разговор. Ќе одиме сега со рубриката Отворено друштво, каде што младите од Жешкото столче имаат неколку прашања за тебе. Добар ден, господине Дени. Ни кажавте дека имате проблем со рекрутирање на луѓе за вклучување во протестите. Како може граѓанската активност да влие врз политичките одлуки за заштита на природата и борбата против корупцијата? Добро прашање. Бројноста на граѓаните кои ќе се вклучат, нели, дали било тоа протест или иницијатива, е многу важна алатка, бидејќи што поголема бројност, тогаш и тие што политичарите, министрите што треба да донесат одлука влијае. Значи бројноста на поддржувачите за некоја идеја, дали било за рудници, дали било за мини хидроцентрали, за загаден воздух, многу влијае бројката. Меѓутоа, како што кажав, за жал морам тоа да го истакнам, кај нас многу малце луѓе се заинтересирани да дадат, барем буквално да дадат поддршка од било каков вид на тие граѓански активисти што излегуваат, што се борат за општото добро на сите. Имаме многу примери до сега за сиве овие години, ние како активисти сме повикувале, сме барале, нели, граѓаните да ни се приклучат. Ќе кажам еден пример, последните протести за чист воздух во Скопје што беа, тоа беа врзани протести од, мислам дека 3 или 4, последниот протест, Христијан Узунов беше дечкото што беше како главен организатор, ни дојдоа 40 луѓе од село Скопје. И знам дека зема мегафонот и рече: Господа, ви се обраќам на сите граѓани од Скопје, доволно ќе беа само родителите од болницата од Козле, болницата за респираторни болести, да дојат само родителите, тука ќе бевме минимум 200 граѓани. Меѓутоа, ние не се разочаруваме. Значи, се надевам дека еден ден ќе дојде и до окрупнување на сите активисти што се борат за оваа животна средина. Ќе бидеме посилни и ќе можеме во иднина многу повеќе работи да смениме во однос на таа борба за животна средина. Спомнавте дека не се собираат многу луѓе на станите. Ме интересира кој е најефективниот начин за мобилизирање на заедницата за заштита на животна средина? Од наше искуство до сега е работа по социјални мрежи. Значи, кога се работи за некој проблем, ги активираме граѓаните преку социјални мрежи.
Обично претежно, значи, граѓанските активисти нели членуваат во здруженија. Кога се работи за некој проблем, ние собираме, прво работиме на терен, собираме факти и сите факти ќе ги приложиме на граѓаните и тогаш повикуваме нели за поддршка. Дали во вид на протест, дали во вид на петиција. До сега, значи, најдобар начин било тоа работење преку социјални мрежи. Исто така изготвуваме видеа, памфлети, зависно од тоа колку имаме можност. Сите тие алатки ги користиме за анимирање на граѓаните. Благодарам. Убаво е да се слушнат тие прашањата и од младите, нивниот интерес, верувам дека ќе се пробуди повеќе кај младите генерации, ние ги нарековме XYZ, после милениумците, сите оние генерации кои што се посветени на дигиталните технологии, но и да се пробуди кај нив интересот за вклучување во потрагата по здрава животна средина, еве и сега како активни промотори на сето она што може да го понуди Европскиот зелен договор или таа трансформација што треба да ни се случи. Претходно ги спомна активистите, сите граѓански зелени организации, невладините организации од општините. Пред неколку години, кога беа минатите локални избори, знам, пишувавме во наш еден проект и правевме едно истражување за бројката на советници кои што се добиени со мандат како гласови од невладини организации, зелени организации и таа бројка, кога ќе се стави во пропорционалниот модел нели, на гласање што го имаме во Македонија, се гледа дека, или ако се распредели по сите 6 општини, е бројка која што може да обезбеди некаде 4 до 5 пратенички мандати. Но поделбата кај сите тие граѓански организации се уште видлива. Постои ли според тебе можност, начин, желба тие граѓански зелени невладини организации, граѓански активисти кои што сега голем дел се и советници да се обединат можеби во своето дејствување и да направат некој, не знам, движење, платформа со кое што заеднички би се бореле? Искрен да бидам, мене ми е буквално животна желба да го почувствувам тоа обединување на сите зелени активисти во Македонија. Има напори, има предлози, ние соработуваме помеѓу себе, значи секојдневно буквално соработуваме и верувам дека во иднина тоа ќе се случи. Иако, како што кажа, видовме дека имаме капацитет, тој капацитет би бил поизразен кога би се здружиле. Сега сме сведоци на донесени нови закони, каде што не ни иде на нас во прилог, меѓутоа спремни се после изборите нели да поднесеме и преставки во однос на враќање на стариот закон за поднесување на независни листи. Ќе видиме како ќе заврши тоа. Со тоа се чувствува некој страв кај партиите, очигледно дека се чувствува. Кога веќе они изгласа закон да буквално ни го зголемат бројот на собрани потписи за да може да се кандидираме на локални избори, пример, значи со тоа се чувствува стравот кај партиите дека независните веќе имаат сила или свест. Да, каде што утре задутре ќе можат многу повеќе гласачи да придобијат према себе. Така, но сепак имаат одредена машинерија која што тука апсолутно кај сите граѓански ние активисти сите сме изостанува. почувствувале таа машинерија. Буквално имав независна листа на овие локални избори каде што одевме. Прв пат се соочувам со независни, со локални избори како независен советник. Буквално ја осетив таа партиска машинерија на свој грб. Меѓутоа, пак како што кажав, не се предавам. Верувам дека и уиднина ќе продолжам да се борам исто со исто темпо, со исти сили. Так, како родител исто, веруваш ли дека образовниот систем ги учи младите на тие нови вредности, потрагата по и борбата за животна средина, да се зачува здрава животна средина? Јас сега сакав да кажам дека ми е многу мило што еве вака двајца млади ми се обратија, иако ја не се чувствувам стар, меѓутоа нели во разлика млад во духот. Да,
Ја имам возрастни, да кажам, деца, керката една е 20 години, другата е 18 години. Лично јас себе од моите деца тргам, многу работам на нив. За мене животната средина е еден вид патриотизам, да си ја сакаш својата земја, да ја сакаш да ја чуваш чиста, да живеат здрави граѓани. Значи ја пред се би ги нарекол луѓето што ја штитат животната средина, што се борат вистински патриот. За мене патриота не е во кафана кој ќе испеам некоја патриотска песна. За мене патриота е кога ќе се избори за нешто, кога ќе знаеш дека со твоето дело утре ќе спасиш 100-200 деца од некој заболување. Тоа е вистинскиот патриотизам. И тоа сакам да го пренесам на младите. Да размислуваат све повеќе да чуваат животната средина, бидејќи здравието, животот доаѓа од таа животна средина, да сакат природата, да се борат против сите неправди во оваа животна средина. Сакам да го пренесам на тоа. Во однос на образованието има нели предмети, има проекти каде што доста деца посетуваат. Мислам дека и родителите малце повеќе треба да работат, бидејќи сум присуствувал на доста и проекти и други едукации врз децата, каде што били млади деца, треба повеќе да се работи. За жал, ситуацијата во државата е таква каде што младите веќе за жал се изгубени, изгубени нели тука и интернетот, и состојбата во државата. Меѓутоа, но тоа се одредени ресурси кои што може да се искористат, кои што не сме ги имале ние пред 10, 15, 20 години сепак. Апсолутно. Сега и за да се направи еден протест е многу полесно и да се повикат. Чувствувам голема разочараност на младите и кога говорам за животна средина и на деца, на мои пријатели, на мои блиски, на мои соседи, како некоја разочараност, као ние не можеме да го смениме тоа. Јас затоа кажувам, ајде повеќе да работиме, да им докажеме дека стварно секој поединечно може да допринесе и тоа едноставно ќе има голем импакт врз комплетно животната средина. Мора да се работи, редовно мора да се работи на младите генерации и верувам дека тоа е најважниот дел каде што утре сите ќе го добиеме тој резултат од едуцирани млади и ќе ни вратат здравата животна средина. Тоа е моето размислување. Така, јас денес верувам во импактот нови генерации, верувам дека моќта е во народот, во рацете на народот, можеби некогаш е подзаспана свесноста кај народот, но едноставно потребата е значителна што не спојува и што треба да не спои сите како граѓански активисти посветени за здрава животна средина. Немаме резервна планета, немаме резервни домови, што се вели можеби повеќето од нас, некои можеби ги имаат, но тоа е она што не инспирира, токму затоа постојат и овие подкасти. Јас ти благодарам за твоето гостување, на твоите искрени одговори. Така, кои се некои новитети можеби еве за крај што сега сте активни како организација? Редовно работиме на терен, пратиме се што се случува во нашата општина, пратиме што се случува во градот и во нашата држава. Како што кажав, соработуваме со сите активисти од делот на животна средина. Имате убав профил на Facebook, знам, кај што доста објавувавте информации. Да, ние имаме и страна за сите жители на Гази Баба, па и преку таа страна, значи, многу пати ги информираме граѓаните, им кажуваме што треба, што не треба во делот со животна средина, општо и за закони и за други некои работи што им требаат на самите граѓани на Гази Баба, сме секогаш тука да ги информираме, бидејќи имаме искуство, нели, работа со институции, работа со закони, така да несебично во секое време 24 сати работиме во интерес на граѓаните без никаков надоместок. Тоа ни е главна преокупација и планираме да продолжиме и понатаму да работиме во интерес на граѓаните, дали во животна средина или во друга област, секогаш сме тука. Инспиративен е твојот граѓански пристап и активизам и еве нека послужи како поттик за низа кои што ќе ги гледаат овие подкасти. Се надевам. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. И дојдовме на самиот крај на днешното издание на подкастот XYZ. Верувам дека ви се допадна денешната тема. За следете на нашите социјални медиуми и слушайте Импакт Радио.